дека траат актуелни препукувања на релација Скопје-Софија околу употребата на македонскиот јазик, ВМРО Народна партија ги потсетува политичките фактори дека проблемот со јазикот помеѓу двете држави е решен уште со договорот помеѓу тогашните премиери Иван Костов и Љупчо Ѓорѓиевски врз база на јасна формула за реципроцитет. Формулата што го реши проблемот од ВМРО ДПМН потсетува дека согласно договорот гласи: македонски јазик според уставот на Република Македонија и бугарски јазик според уставот на Република Бугарија. Значи ова го има договорено ВМРО ДПМН која била власт во времето на Љупчо Ѓорѓиевски. Кој го договори ова? Прашува у соопштението Љупчо Ѓорѓиевски. Во своето соопштение испреќа директна порака до својата мајка партија ВМРО ДПМН, потсетувајќи ги на историските факти и луѓето кои учествувале во тој процес. Вели тогашниот процес на договарање од македонска страна го има воведено и подпишано политичката партија со име ВМРО ДПМН. Оно што го проблематизираше Антонио Милошевски на прес конференција кога се подпишуваше договорот за добрососедство со Бугарија. Зошто стоело во тој договор подпишан на двата јазика македонски согласно уставот на Република Македонија? Тоа Антонио Милошевски го проблематизираше, а според Љупчо Ѓорѓиевски токму Антонио Милошевски го преговарал. Вели главен преговарач тогаш беше заменик министер за надворешни работи господинот Борис Трајковски, а од кабинетот на премиерот активно учествуваше господинот Антонио Милошевски. Има и апел до Софија. Партијата смета дека и денешната, но и секоја идна бугарска влада има обврска да го потчитува она што го потпишале нивните претходници. Ставот на ВМРО Народна партија е дециден. Двете страни не треба дополнително да отвараат прашања кои се веќе затворени пред повеќе од 20 години. Ова соопштение на Љупчо Ѓорѓиевски мислам дека тотално го демаскираше ВМРО ДПМН поднос на прашањето со јазикот.